жените од рурални средини овој 15 октомври секоја година овој ден со нетрпение го очекуваат затоа што значи за нив еден излез од домовите, една дружба со жените од сите средини на Македонија, со нивни колешки кои што можат да разменат идеи, да си ги кажат проблемите и предизвиците и нели да најдат начин како со предлози и со разговори можеме да влијаеме ние како организација преку нивното членство во нашата организација за подобрување на статусот на руралните жени во Македонија. Предизвиците и проблемите со кои што се соочуваме ние жените од рурални средини се огромни, се на голем број. Тоа се социјална исклученост, дискриминација од сите типови, и од општествена, и од човечка, потоа дискриминација од лишење на правото на имот, дискриминација при нееднаква распределба на приходите и на имотот, немо покорување на традиционалните непишани правила во кое што жената од генерација на генерација ги пренесува, невработеноста, потоа недоволен пристап до здравствени и културни установи, недоволен транспорт, немање на транспорт, односно на превоз, недоволно развиени рурални средини во кои што имаме за жал се уште села во кои што ни фалат патна инфраструктура, канализациона, водоводна инфраструктура и сето тоа влијае на самиот живот и на самиот квалитет на животот на руралната жена. Со самото тоа што немаме градинки во селата, самата жена не може да ги остави децата, за да ги обавува своите работи на поле и е принудена да или да ги чува дома или да ги носи со себе на нива. Тоа се предизвиците и проблемите кои што секојдневно се соочува руралната жена, плюс и пласманот на нејзините земјоделски производи, ниските откупни цени и секако климатските промени кои што значително влијаат на производството на храната, сето тоа влијае на начинот на животот на жените од рурални средини. Имаме демиграција токму така, да, токму поради сите овие предизвици и проблеми, ние имаме миграција од селата и не сега, за жал, во последниве години не само миграција од село во град, туку имаме миграција од село во друга држава, особено на младите, затоа што јас често велам, секој човек заслужува еднакви услови за живот било каде да се наоѓа. Едноставно, без разлика дали сме во рурални или во урбани средини, ние треба да ги имаме истите услови за живот и за младите, и за децата, и за жените, и за возрастните. Сакаме да ги задржиме руралните средини, сакаме да произведуваме храна, бидејќи Македонија е богата со квалитетни производи и богата е со вредни луѓе кои што сакаат да работат, но само треба да им обезбедиме услови. Односно, ние како држава и целиот сектор, и невладин, и државен, и сите заеднички општествени, односно општините, и тие се многу битен фактор, затоа што најголем дел, 87% во територијата на Македонија е рурална. Најголем дел од општините во Македонија се рурални. Секој треба да си ја свате сериозно работата, затоа што тие општини функционираат на база на производството на храната и да се обезбедат услови за живот на населението во кое што екзистираат и работат луѓето, ако сакаме да ги задржиме младите, да останат овде и да продолжат да работат земјоделство. Што сега е направено за руралната жена и што ви е план во иднина? Знаеме тоа мајчинството беше пилот програма, докаде субвенциите за жените, дали продолжува таа програма, дали ќе се борите за такви? Ние како организација долги години работиме за родовата рамноправност, особено за
креирање на мерки, поттикнување на креирање на мерки за жени од рурални средини. Една од таа мерка беше наша иницијатива, тоа е мерката 115, во која што се добива грант, нели, жената од рурални средини може да добие грант, неповратни средства за започнување на сопствен бизнис, односно преработки на своите земјоделски производи во нели во разни джемови, сладка, сирење, мармалади, се со цел да може да си го продаде, да си додаде вредност на својот производ. Токму заради тоа и ние и побаравме измена на законите, односно донесување на правилници за продажба од куќен праг, токму овие преработки да можат легално да се продаваат. Сето тоа беше наша иницијатива како организација, се направија тие правилници и сега за наше огромно задоволство ние имаме најголем број мали оператори кои што се жени и ние очекуваме дека од тоа ќе имаме нели брендови кои што во иднина ќе ја раздвижат руралната средина. Ние жените мора да се бориме за нас самите и за нашите идни поколенија, за нашите керки, за нашите снаи. Значи жената земјоделка заслужува пред сите други жени породилно и сите други статуси што иследуваат за секоја жена, исто така и за жената земјоделка. Очекуваат ова што е сега како времена верка да се најде начин да биде системска, да добиваат стално она породилно, мајчинско, како сите други вработени жени? Па да, секако дека очекуваме и се бориме за тоа и тоа мора да оди до крај. Ако сакаме, значи, да се храниме здраво, да не биде Македонија зависно увозна земја за храна, мора ние тука нашите да ги оставиме да работат, да не хранат, а за тоа мора да им возвратиме со некои закони што мора да се сменат и ќе бидат сменети. Колку значиш она субвенција за рурална жена? Добивавте некои грантови, па на време ја снема, ќе лобирате ли, ќе барате ли да се воведе како стална мерка? Видовме тогаш многу од мажите ги препишаа стопанствата на жените. Да, секако ние би се бореле за тоа, значи кога еднаш го добиеме тоа, никако не размислуваме назад да се врати и да се избрише, него ние имаме визии тоа да се проширува, да се поддржуваат жените. Сите жени кои земаа грантови се многу благодарни и остануваат тука да работат на своите полиња, во своите семејства и тоа е многу благодатно за цела држава, не само за нас жените. It's truly an honor for me to be here. Ми представува пред голема чест да застанам денес пред вас на оваа важна пригода за да го прославиме Меѓународниот ден на руралните жени. Благодарен сум на Националната федерација на фармери и VFECT за организирањето на овој настан. Денеска се обидуваме за да ја признаеме суштинската улога на руралните жени во приградењето на еластични и просперитетни заедници. Во Македонија, како и во многу други земји, руралните жени се столбот на земјоделието, безбедноста на храната и семејниот живот. Економското заекнување на руралните жени не е само прашање на еднаквост, тоа е двигател на поширок општествен напредок. Кога руралните жени имаат пристап до истите можности, ресурси и права, како и мажите, цели заедници имаат корист од сето тоа. Семејствата растат во поздрава околина, локалните економии зајакнуваат, а одржливиот развој станува реална можност. Но реалноста за повеќето рурални жени се уште е обележена со ограничен пристап до финансиски ресурси, земја, образование, како и моќ за одлучување. Жените од руралните средини работат напорно, но многу често нивниот труд не се гледа, не е признаен и навистина не е вистински награден. Државниот завод за статистика во неодамнешниот извештај наведува дека руралните жени заработуваат само околу 70% од она што го заработуваат мажите во Македонија. Ова е причината зашто работите што ја вршат многу од вас овде присутни, жени фармери, водачи на заедницата, невладини организации и институции, е многу витална. Вие ги поттикнувате промените, се залагате за родова еднаквост и се трудите да ги подобрите економските и социјалните услови на жените во руралните области. Токму овие напори ќе ги отклучат, односно ќе го иницираат целосниот потенцијал на руралните жени и ќе доведат до вид на инклузивен раст од кој сите ние ќе имаме корист. За мене представува особена чест и задоволство што сум дел од овој исклучителен настан кој што го означува огромното влијание на руралните жени во развојот на сите сегменти од општеството, почнувајќи од семејството, руралната заедница па се до државно ниво.
VFEC како организација работи во повеќе од 20 земји низ целиот свет и верувајте ми секаде ситуацијата со родовата еднаквост е многу слична. На секаде жените, особено во руралните средини, превземаат големи одговорности. Тие се грижат за семејството, играат критична улога во воспитувањето на децата, меѓутоа се активно вклучени во земјоделските активности и придонесуваат кон стабилни економски приходи на своите заедници. Меѓутоа сепак нивната улога е потцената и тие се далеку помалку платени од мажите за истата работа која што извршуваат. Ние сме тука да го смениме тоа, да ги разбиеме тие традиционални норми. Проекте за рурални развој, то су мени најдражи, пошто то се велики потенцијал, али овде су и изазови. Не само овде напуштају села, и во Немачкој тоа е страшан тренд, посебно млади иду у градове, али перспектива ипак е у село. Хоче да производи храна, хоче да производи у полјопривреди, тоа е стварно, то све онда зависи од вас. Мени е драго да смо пробали да поддржавамо неке мере заедно со Федерацијом фармера, тоа е, например, Профил Пас или, да кажемо, онлайн продажба за ваши сјајни производи, ајвар, сирене, маџун и све. Имате најлепши производи, то могу са гордост да кажем, у Македонија е најукусно. Ја радим пуно година на Балкану, али овде врхунски производи. Ако то би успели још заедно као неки бренд, то би било велика ствар. Ке продолжам со терминот рурална жена, со кој што со голема почит ќе кажам дека представува символ на моќ, посветеност, истреност и пред се храбра жена. Почитувани, жените во руралните средини треба да имаат пристап до остварување на своите права и услуги од социјална здравствена заштита, треба да им се возможат услови за професионален пристап и развој, како и вклучување во низа на економски активности во државата. Не треба да го заборавиме фактот дека бројот на жители во селата во Република Македонија драстично опаѓа, а со тоа се нудат и ограничени можности за самите жители од руралните средини. Па така и улогата на руралната жена за да опстои во таква средина се неопходни соодветни мерки и да се задоволат дел од основните потреби за да се задржат жителите во тие подрачја. Приоритет на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е да овозможи услови кои се потребни за нормално функционирање на руралната жена, бидејќи таа е херојот на денешното време. Во моментов во регистрот на Министерството за земјоделство имаме активни 29.971 рурална жена, од кои што 3.918 се жени кои што се до возраст до 40 години. До сега во Министерството имаше неколку повици, како што беше повикот за мерка 115, а тоа е поддршка за активен женски член во земјоделското домакинство. На првиот оглас пријавени 131 корисник, искористена сума од 19.112.000 денари. На вториот повик пријавени 42 корисници со искористен износ од 11.707.000 денари. Во однос на грижата на Министерството во делот на руралната жена не запира тука, бидејќи со програмата за финансиска поддршка за земјоделството и руралниот развој, по другите мерки жената добива повеќе бодови во кои што аплицира на повеќе мерки. Тоест, жената има предност во аплицирањето на мерките. Имено за мерката 113, поддршка за поттикнување на земјоделско производство, жената добива дополнителни 25 бода, додека за мерката 121, модернизација на земјоделските стопанства, жената добива дополнителни 20 бода. Ова ја става жената во предност при аплицирањето, односно добивањето на грантовите од страна на Министерството. Исто така за мерката 131, економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност, руралната жена добива дополнителни 5 бода пред останатите. Почитувани, се планираат и повеќе бодови за сите жени кои што ќе бидат баратели на финансиска поддршка од програмата за мерката 112, а тоа е помош за млади земјоделци за почнување на земјоделска дејност, исто така и за мерката 123, инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи. Руралната жена треба да има пристап и до остварување на своите права и услуги од социјалната и здравствената заштита. Треба да се овозможи услови за професионален пристап и развој, како и вклучување во низа на економски активности.
Затоа Министерството, според програмата за поддршка за социјална сигурност на жените, кои што вршат земјоделска дејност за 2024 година, е овозможено користење на доместок за мајчинство за време на спреченост на вршење земјоделската дејност поради раѓање, кој надоместок не е опфатен со прописите од областа на работните односи. Поддршката изнесуваат 100.000 денари за времетрајање од 9 месеци. Корисници на ова се нормално жените кои што доаѓаат од руралните средини. Финансиската поддршка се доделува за жените кои што имаат родено дете за период од 1.12.2023 до 1.12.2024 година. Би сакал да истакнам дека исто така сите оние лица кои што се до старост до 40 години се ослободени од делот на закупнина за земјоделско земјиште, тука нормално влегуваат и руралните жени. Почитувани, ефектите кои што досега се спроведени од страна на Министерството се видливи. Имаме успешни приказни за развиени мали и семејни бизниси, како и иновации на пазарот, кои се уште се актуелни и будат голем интерес. Познатиот македонски ајвар, здравиот маџун, разновидните пчеларски производи, млечни производи, традиционалниот мармалад, сладко и остратите производи само дел од големата палета на производи кои што со задоволство се конзумираат како на домашниот, така и на пазарите надвор од Република Македонија. И тоа се потпишани со раката од вредната рурална жена. За македонската рурална жена досега се преземни многу чекори иницијативи. Анализите покажуваат дека имаме напредок во оваа сфера. Меѓутоа лично сметам дека можеме уште многу повеќе да направиме и тука јас како министер јавно уште еднашка повторувам дека овој пат и Федерацијата на фармери и сите рурални жени во Република Македонија го имаат вистинскиот партнер од другата страна кој што заедно веќе со новата програма за 2025 година ќе креираме уште многу мерки кои што ќе значат подигање на пиедесталот на руралната жена која што навистина е жена за респект во Република Македонија. Сметам дека тенденцијата треба да биде зголемена и во наредниот период заеднички ќе работиме во овој сегмент. За крајот сакам да го честитам меѓународниот ден на руралната жена и да посакам уште многу среќни, успешни бизниси и бизнис приказни и задоволни наши рурални жени. Уште еднаш јас сакам да ви се заблагодарам, едно големо благодарам за руралните жени, бидејќи нашите баби, дедовци, прабаби, прадедовци се во најголем дел од село и тоа е комплимент. Една Перл Бак, чувена американска председателка, напиша добра земја. Земјата е секогаш добра, значи јас и се гордеам со бабите, мајките, керките и оние кои живеат во руралните средини. Мислам дека Македонија била рурална држава, храната била и ќе остане стратешка цел покрај енергијата. И мислам дека тоа мораме да го имаме во предвид. Таа може да не храни и јас вчера реков дека ако сме можеле да храниме земја со повеќе од 20 милиони жители, сигурно можеме и да се прехраниме самите себе. Но кога зборуваме за рурални жени, јас сакам да кажам дека тие не се само земјоделки, тие се и учителки, и лекарки, и советнички, и пратенички, и вработени во многу успешни фирми. Да, тие се столб на земјоделието, не говорам само како некои кои се директно ангажирани во земјоделството, туку и како некој кој истовремено мора покрај професијата да мисли и на домот, да мисли и на заедницата, да мисли и на целото општество. Значи, без жени земјоделки нема деца, нема храна, а обете се од најголемо стратешко значење за оваа држава. Мора еднаш да станеме свесни за тоа. Јасно ми е мене дека оваа клучна и незаменлива улога, тоа е многу важно, не оди лесно, дека руралните жени се соочени со
бројни проблеми и предизвици, поголеми од оние на урбаните жени. Дискриминацијата вчера веќе потенцираве системска, не достигаат, се надевам дека ќе се зголемат инвестициите и донациите во земјоделството. Се надевам дека истото ќе се однесува и на работодавачите кои ангажираат жени. Се надевам дека неплатената домашна работа ќе стане платена. Се надевам дека жените ќе добијат, како и сите други, дневен, неделен и годишен одмор. Убедена сум дека жените заслужуваат здравствено осигурување за време на бременоста. Не сум восхитена од програмите и од проектот, но проектот мислам дека покажа што дека женските права се човекови права, дека правото на здравствена заштита и правото на надомест за време на породилното отсуство е човеково право и дека апсолутно се потребни измени и во Законот за работни односи и во Законот за здравствено осигурување. Час поскоро, мислам дека нема пратеничка и пратеник што би можеле да бидат против тоа. Не достига се уште соодветна социјална грижа, мислам на непокриеноста со детските установи, нели? Реков дека и здравствената заштита, особено онаа која е специфична за жените, не достигаат домови за стари лица, мораме да водиме сметка и за нив. Шокантен е податокот дека само 5% од жените поседуваат имот. Тоа е нешто што треба да не вознемири, бидејќи очигледно е резултат на патриархално и парохијално општество. За инфраструктурата говорев вчера исто така. Мислам дека не смееме да дозволиме некои селски средини да немаат вода за пиење. Треба да си ги осовремениме патиштата, за да можеме да си живееме на село, а да работиме во градот. Јас сум една од тие кандидатки. Треба да обезбедиме редовен превоз и за на работа, но и за на училиште, и за во здравствените институции. И треба што е можно повеќе да ги информираме руралните жени, бидејќи сметам дека неинформираноста е сериозен проблем и најгорливиот проблем се разбира. Се срамам кога слушам дека во 21. век жените се помалку платени од мажите и никако не можам да одгатнам која е причината. Сите сме сведоци дека руралните жени вложуваат енормен труд, а добиваат минимален надомест или понекогаш го чекаат надоместот. Не смееме да дозволиме руралните жени да бидат вештачки хендикепирани и фрустрирани по основите што ги споменав. Се разбира дека ова важи не само за македонските рурални жени, важи за жените воопшто и за руралните жени во светот. Најпогодени се руралните жени во сиромашните земји, каква што е нашата. Она што мене ме загрижува и зашто побарав посебна грижа, споменувајќи ги младите, децата и храната, се плашам дека и се заканува опасност да останеме земја без народ, односно земја без, не само без највредниот и најквалификуваниот човечки потенцијал, така велат за нас, кога надвор работиме, така велат во Италија за руралните жени од овие региони, дека се меѓу највредните и најпочитуваните, и затоа мислам дека е потребно подитно да превземеме стратешки потези
и потоа мерки.